во контекст на професијата, за професорите, за оние кои што имаат клучната улога во созревањето на младината и во тоа да изградиме здрава младина. Често го слушаме како една реченица како да изградиме здрава младина и наша обврска е да изградиме здрава младина. Со Татјана Алексиќ разговараме во продолжение. Добро утро. Официјално професор ќе да си кажеме добро утро. Вие сте професор по македонски јазик во средното училиште Раде Јовчевски Корчагин. Зборувавме каде е тешко, каде е лесно, но сега за вашата професија. Така е, малку повеќе. Прилика од македонска телевизија да го честитам светскиот ден на учителите, значи не само на моите колеги, туку и на учениците и на родителите, на свето тројство што велиме во образовниот процес, како што кажа Симона, тријадата е многу битна. Битна. Значи ние сме буквално сплотени. Како ја гледате вашата улога во животот на средношколците покрај предавањето, покрај се она што треба да го изработите, кое што на крајот од денот е ваша работа како знаење кое треба да ги описмените младите? Да, зборот предавање, значи ние треба да предадеме нашето знаење, нашите вештини, да им ги предадеме на учениците. Меѓутоа, во новиот милениум, со компјутерската технологија и се повеќе актуелниот и употребуваниот алгоритам и вештачката интелигенција, како да стануваме некаква загрозена работна позиција, на што велат вид кој може да исчезне во некое идно време, затоа што секој може да секого да научи, ако е воспитниот процес само предавање. Нели, ќе кликнеш, ќе добиеш информација. Така е. Значи, ова е особено до факултет е воспитно образовен процес и тие емоции, таа мотивација, тој начин како ќе им го предадеме, ќе им ја предадеме наставната единица и воопшто како ќе ги споредуваме, ќе ги поврзуваме тие работи, како ќе допреме до нашите деца, да ги мотивираме, е вештината која човечкото суштество е тоа како способно да го реализира, за разлика од роботиката и се она што во моментот ни се пружа како алатка и модерната, така што таа емоционална интелигенција и тоа како се развива не само во семејството, туку и понатаму во училницата, во училиштата со процесот на учителствување, кој е за мене веќе сум здодевна, ни учителките постојано повторуваме, нели затоа сме учителки, дека е најблагородната работа. Можеби не е благодарна колку што е благородна, затоа што не облагородува, не, како да кажам, не спитомува, ни дава една енергија која не може да ја добиеш од друга професија, како што може во училница полна со ученици, со дечиња. Без оглед дали е основно, дали е средно и гимназијалците се уште деца, се до 18 години, не се ни виновни деца, така што е света работа, света работа. Да, јас велам дека мојата класна во средно училиште е навистина, имаше толку големо влијание, толку беше задолжена за тоа какви личности ќе се изградиме ние, од начинот на зборување, до одење, до однесување, до моралното однесување, до социјалното однесување и до емотивното прифаќање на информациите и нивното спроведување. Така, процесуирање понатаму. Да, колку вие сведочите на истото секојдневно? Така е, се сетивте на вашата класна, јас честопати ја спомнам и мојата учителка, секако дека децата црпат од нас, тие секако сунгерчиња впиваат, дури нашите манири, нашата гестикулација, знаат некојаш нели да карикираат, карикатурно да не имитира, што е многу интересно, особено на крај на училишната година, и Корчагин има просветилка која што на Showtime тогаш не имитираат со сите наши слабости, доблести и мани. Така што како ќе се однесуваш кон децата, и тие дома, и тие во училиште, така и тие ќе се однесуваат кон тебе. Тоа е таков еден реципроцитет да ние не сме свесни колку многу влијаеме во тој процес. Затоа е многу битна улогата на наставникот, на учителот. Ние сме професија одговорна, можеби најодговорната. Тука е зародишот на идните професии. Значи, секој поминува низ училишниот процес да стане нели медиумско лице, доктор, инженер, архитект, уметник, што и да е неговиот афинитет. Да, чувствувате лична одговорност особено поради тоа? Огромна. Знаете ли често самите себе да се прекорите под наводници? Огромна. На почетокот 5 минус кога ќе ставам се преиспитувам зошто ставив минус. И секогаш им кажам на децата, кога ќе видите оценка не ви е допадлива, ставме ги оценки во дневник, не можеш меѓутоа вака за да ги нијансирам 4 на 5, 5 на 4. Па ние цел час разговаравме зошто има
има некој 4 на 5, а некој 5 на 4, за да не се почувствува повреден или дека нешто не направил како што треба, да им се каже. Значи имаме одговорност кон оценката, а не само кон начинот на комуникација. Не само одговорна, значи ние мора да сме, како да кажам, професија која бара емоција. Меѓутоа, таа емоција не значи да сме кон децата како кон другарчиња или не знам, не се нас децата, учениците другарчиња. Значи мора да има некоја граница, не авторитативност, меѓутоа не е некоја дружење да се покаже дека нема авторитет. Затоа велам многу е внимателно тоа нијансирање докаде и како можеме да се однесуваме со нашата одговорност. Така што повишен тон, повишена интонација, да не кажам некој збор кој не е соодветен, е недозволива да излезе од еден просветен работник, кон ученик, без оглед колку е тој и недисциплиниран, и невоспитан, и провоцира. Токму ова што го кажавте, вашиот начин на пренесување на моралните вредности, особено ги ставам на пиедестал моралните вредности, често слушам дека ова не е генерација како некогаш. Веројатно достапноста и еве сега ако ја направам споредбата со мојата генерација, преголема достапност до социјални медиуми, до тоа од една страна е добро, од друга страна пак носи и други предизвици и ги ставаме на пиедестал. Моралните и етичките вредности. Колку имате можност за нив да зборувате, да изградите една младина која што ќе ги почитува и ќе ги става на пиедестал листите. Паметам дека често ја споминуваме мојата класна, Софија предава англиски во Јосип Брос Тито, се уште во градската гимназија. Се уште паметам дека доколку не кажеме добро утро, добар ден на некој друг професор, дека за неа беше тоа срам и велеше ќе ме посрамите. Како вие комуницирате секој Така и треба, браво за колешката Софија, ви ова интонирање на химна ме радува. Тоа се некои работи кои буквално треба да станат културна навика. Значи не е тоа нешто што е занемарливо, да поздравиш постар, да станеш, да се ракуваш, да гледаш во очи, да имаш очен контакт. Тоа се манири кои се учат не само дома, туку и понатаму во училиштата, особено од предучилишна и рано училишна возраст. Етичките норми, постулати, особено мојот предмет, македонски јазик и литература, па и драмската секција, кои се податливи затоа што се анализираат литературни правци, периоди, анализа, моралот се менува, споро, ама сигурно се менува. Преку литературни ликови, нивните односи, многу податлив. Значи, ние често разговараме за тие морални правила, но не можеме да се лутиме на децата и на оваа генерација што се разликува од нашата или од претходните. Тоа е процес, значи се е процес, животот е процес. Треба да се прилагодиме, да така и да им дадеме секогаш правила, затоа што овој систем во кој што систематски влегува можноста на медиумска неписменост покрај сите медиумски помагала, еве почни во прва година во наставните единици, веќе во учебникот нов е влезен тематиката медиумска писменост, нешто што требаше уште на време да ги подготвиме нашите деца, тие прерано влегоа во светот на медиумите, на интернетот, значи од најрана возраст. И сега многу е потешко да одвикнеш отколку да навикнеш некој да им каже што е добро. Значи, првото нешто што треба да ги научиме децата да разликуваат добро од лошо. Отруени се со материјализмот. Значи, духовната храна е запоставена, ставен акцент на материјалното. Еве ги гледате во последно време емисиите, оние спонтани емисии кои се симпатични, кога ги прашаат колку чини вашата облека. Па потоа дрве и камења, по тие што кажувале што исто не е добро, исто етички не е оправдано. Има можност, како велиме, не се има, се може. Меѓутоа, самите тие емисии укажуваат колку е битно, колку ти чини часовникот или не знам што, или брендираната облека, се оди на материјалното, што не е добро во тој процес на созревање. Значи, децата треба да ги научиме прво и најважно да си го почитуваат здравјето. Во здравото тело е здравиот дух, тоа се здрави генерации, а за да растат здраво треба да спијат навреме, да се хранат здраво, да имат физички активности, учењето да не е напор, туку да е со љубов, со почит, еден кондиционен тренинг за понатаму во животот. Знаењето е на стекнувањето на знаењето е на вештина која не исчезнува до крајот на животот. Веќе ми одговоривте кои вредности сметате дека се најважни за еден млад човек, но дополнително на сето тоа ти го споминавме менталното, емотивното созревање. Како
вие реагирате, како вие постапувате? Ти знам дека навистина имате многу убава релација со учениците. Кога ќе забележите дека некој поминува низ некоја емотивна фаза, дека некој ученик има проблем од било каков тип, дека нешто се случува. Јас сум втора година библиотекарка на Корчагин, се повлеков, ги оставив часовите на помлади колешки и да ја средам библиотеката, таа е сега мојот свет, универзум, рајот, кај што често доаѓаат децата кај мене и ме бараат и за разговор и се. И тука имаме една, пак ќе кажам, навика да никогаш не влезам во нивната интимност, а ако имаат проблем да ми се доварат слободно за да можам да ги упатам. Многу често имаме замислени лица, сетни лица. Особено октомври како да е некој месец која самата енергија е депресивна. И ти ќе ги почувствуваш и на час дори децата, како се замислени. Треба да влезат во есен, во нова зима да се подготвуваат. И треба, значи, онака, баш што се вели 6 пара очи, за да можеме да ги почувствуваме и време да се разговара. Кога си, нели, на часот ти немаш време да се занимаш со тоа. Меѓутоа, како класна раководител или како педагог во педагошката служба, можеш да поразговараш и некош многу сериозни работи може да се одгатнат и да се насочат децата кон тоа. Треба да сме подготвени да разговараме со нив и да им дадеме некоја ука во насока дека она што постојано им го повторам во животот, две работи се најважни. Тоа е здравието и виталното здравје, а две сериозни работи за кои што треба да се грижиме е всушност нашиот живот, здравието и живот. Болест и смрт се двете опасности, се друго е шега во живот. Се друго може да се надокнади. Значи само да го чуваат здравието и да ја одложуваат, да го одложат за минувањето од овој свет. Ми го предизвикавте прашањето со она што велите има емисии симпатични, тука под наводници ќе ги ставам симпатични во делот на тоа колку чини фасадата на тоа што го гледаат. Дали сметате дека денешните млади имаат различни потреби од некогашните генерации? Секако. И какви се тие потреби? Ова денешно време какви потреби изнудува од младите? Секако. Па еве да се вратиме наназад како ние да речеме не постоја теретани во наше време, ние во простор. Значи вежбавме, игравме џамија, народна, фудбал, сегде по терени, на улица, во парк, на водно пред било зграда. каде, пред зграда. Значи бевме повеќе како да кажам уличари. Сега сето тоа некако е институционално решено, мора да се оди со автомобил, секој на 18 години мора да полага, да вози автомобил, како да се срамат оваа генерација, како се срами да работи во простор, да чисти, да средува, баш кажав јавно, јас секој утро го метав дворот, значи на Алжирска 48 пред школа одидам, ја ќе го изметам дворот, затоа што имаше цистерни кои поминуваат секој ден и се од надвор ќе ти внесе во дворот, сакаш некој што требаш да го изметиш. И не беше срамата да се работи, сега малку како да им е непријатно да работат, како да ги оставаат тие работи за некој друг да ги направи, значи битно е само да учиш, само ти учи, не мораш ништо по дома. Мораш и требаш по дома, мора да имаш работни навики. Тука малку се разликуваме по мене и немаше престиж, немаше надпревар кој повеќе има. Некако сите бевме, мисла, материјално, дури се срамевме, ако си материјално по, на некоја да речеме, нијанса различен, ти тоа го криеш. Сега го фаворизираш, сега клучевите од автомобилот, од джипот ќе ги остиш да ги видат сите. Сега одиме повеќе на тоа што никако не можам да ги обвинам децата. Ние им дадовме услови за таков свет. Значи ние возрастните им ставиме, велиме светот останува на младите, да, ама ние им го ставивме светот со проблеми. Значи тие мора да ги решаваат и затоа се децата збунети. Има едно брзо темпо, брзо се живее. Смета дека мора да стекнат материјално добро до некои своји 25-30 години и да имаат и стан, и да имаат кола, и да имаат материјално подкритие. Како кога животот уште не почнал со полна снага, како што треба? Како? Така што треба малку да се гради повеќе на духовното, затоа што тоа е единствениот капитал кој не може никој да ти го укради, го носиш како драгоцено ковчеже и тоа е лек против сите комплекси. Кога си продуховен. И понатаму во животот. И понатаму во животот. Кога си продуховен, кога си начитан, зашто велат зрел човек нема гале дали се вози со автобуси, тоа вие нашиве никакви автобуси, или дали се вози некоја скапа лимузин или автомобил, кога е што и да е стабилен, кога е зрел, убаво е да има. Значи ја им стојам мирно на сите кои успеале финансиски се реализираат со труд, со трудолюбие, баш им стојам мирно. Меѓутоа не по секоја цена.
Кај младите по секоја цена тие сметаат дека не се доволно реализирани, дека се неспособни, ако не успеат да заработат, да се продадат на пазарот на трудот, и ете ги комплексите. Ако немаат нека брендирана гардероба или ако немаат она што треба да ги вивне во светот на, како да кажам, она што не постои, фантомски вип личност или снобизмот кој не постои, значи не можеме да земја каде што тој термин воопшто не може да функционира. Ние немаме снобови се во францускиот двор да Луи 16 кои имале префинети манири, знаеле по неколку странски јазици да играат, значи снобот мора да има култура на однесување. Не може да кажеме за некој дека е сноб ако е невоспитан. Нема невоспитани снобови. Да го заокружиме разговорот со тоа, што смитате дека го прави еден професор за секогаш запаметен од страна на ученикот? Почита кон децата, ја чувствуваат. Почита која се дополнува со љубовта, и тоа е нешто што тие ќе го препознаат кај нас. Ние не можеме да ги препознаеме за 45 минути, 30-тина. Тие за 5 минути веќе не симнуваат од репертоарот. Знаат каков ни е денот. Ако почувствуваат дека ги почитуваш, дека им се радуваш, дека на еден пријатен начин им го пренесуваш твоето знаење, имаш секојаш разбирање за нив, па и кога не знаат, и кога ќе добијат послаба оценка, да им дадеш шанса да се поправат, постојано да ги мотивираш кога се ултра демотивирани, значи кога не им оди ти гледаш да ги мотивираш, и кога се безобразни, и кога се дрски, па кога ги родителите се, како да кажам, ќе дојдат и тие на честопати и нервозни се, да имаш начин да го решиш моментот на човечки хуман начин, да се ставиш над ниво ситуацијата, да не дозволиш никогаш да се почувстваш навреден од ученик. И никогаш да не си дозволиш во својата кариера да навредиш ученик. По никаква цена. Ова убаво што го кажавте на крајот од разговорот, многу ми се допадна, особено, поради тоа што се памти за секогаш. Така е. Да, убавите зборови исто така се памтат за секогаш, така што... Лошите уште повеќе се паметат. За жал. За жал, да. Професорке, ви благодарам, убав ден денеска ви посакувам. Имате можеби една од најубавите професии и особено она што сте го избрале да биде ваша обврска секојдневно. Ви завидувам искрено. Со задоволство си ги прередувам книгите кога имам време. Така што ви завидувам на убавината што имате секојдневно во работењето. Вашите учители, професори се виновни за тоа што книгите си ги прередувате. Останало нешто. Да, останало многу. Благодарам.